Колега Мисловски, почитувана македонска јавност, дури по еден час дискусии сватив зашто никој од парламентарното мнозинство не се јавил за збор да го ја брани завршната сметка за буџетот. Со честни исклучоци на двајца мои колеги кои што не потекнуваат од Социјалдемократскиот сојуз пратеници. И навистина, почитувана македонска јавност, оваа брука не се брани. Реализација на ветени проекти нула. На почетокот на својот говор, заменичката министер во своето образложение кажа дека, замислете, имало позитивни движења во сите дејности и во сите сфери на општественото живење. Мене ме фати шубе како да живееме во два различни светови. Во кое општествено живење, во која сфера од општествениот живот има позитивни движења. Јас не верувам дека бизнис секторот ги осеќа тие позитивни движења, например. Ако ти ја покачат акцизата за 3 денари и ако даноците ти ги подкренат, а со тоа директно ти чепкаат во твојот джеб, сигурно тоа не се позитивни движења. Ја не верувам дека пензионерите ги почувствувале позитивните движења. Тие почувствувале цунами во нивните джебови. Цунами во нивниот буџет. А да ве подсетам, истата оваа позиција 11 години беше опозиција. И една теза тогаш, кога мислевме дека се честни и поштени, дека не крадат, многу палеше. Многу е голем буџетот за 2015-та. 3 милиарди евра изнесени од Македонија, 7 милиарди евра изнесени од Македонија, 14 милиарди евра изнесени од Македонија, па бројчаници на триумфална порта. Добро, тие тези, тогаш кај наивните, ви поминеа. Ви поминеа кај шарените револуционери, што сега ги нема во овие клупи. Ви поминеа кај некои неопределени, затоа што луѓето се рекоја, овие се убедливи и вистина може би овие огромни мегаломански буџети ги краделе половина. Сега, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, 3 милиарди и 300 милиони евра беше буџетот за 2018 година. Историски најголем. Еве по 11 години прашање и провокација за реплика. Еден мој колега би рекол, шајка не заковавте. Колку пари од овие 3,3 милиарди евра вие украдовте? Ние градевме барем автопати, сали, железници, болници. Каде се сега парите кои што вие тврдевте 11 години дека биле крадени? Значи народот сега би требало да ја слушни тезата, 2 милиарди евра украдовте, го превртивте бројчаникот на порта Македонија. Го превртивте. Во која сфера од општественото живење, ве молам, кажете ми, се почувствува позитивни движења? Еве една голема социјална административна група, образование. Тука е и колешката председател на Комисијата за образование и баш ме интересира во репликата со кои тези ќе ги брани овие бројки. 5% реализација на капитални инвестиции во рамките на ставката за основно образование. Попластично тоа значи, ако сте планирале да реконструирате 100 училишта, вие сте реконструирале 5. Ама ова не е најстрашното, има и бетар. Капитални инвестиции во високото образование. Бројката е иста со оценката за нашата економија од Германската стопанска комора. Е ваква, чиста нула, најголема нула. Страм и брука. Имате пари за блендирани возила по локалните самуправи, за уди од 90.000 евра да се возеле во Струга, во Охрид, не знам каде, а 0 денари за развој на високото образование. Сериозните европски земји имаат посебна загарантирана сума од буџетот за развој на научно-истражувачката дејност. Ние, почитувана колешке, купуваме блендирани возила за локалните самуправи. Тоа се позитивните сфери што ги чувствувале македонските наставници, професори, академици, како што ни потенцира заменичката министерка. Јас не верувам дека некој професор или наставник со 21.600 денари почувствувал позитивни движења. Ако има некој таков, кој што се согласил неговата плата да биде за 3.500 денари пониска од просечната плата, а за 8.500 денари пониска од ветената на
фиктивна од 500 евра, тогаш значи вистина имаме позитивни движења. Ја не сум видел наставник, нити колега, нити во Прилеп, нити во Битола, што рекол, добро е со 21.600, а фризерка во Мепсо да зема 48. Позитивни движења може и да има кај фризерки. Тоа и динарет. Само во Македонија 800 евра земаат фризерките. Тоа се вие позитивни движења кои што вие ни ги потенцирате дека биле такви. Кој би помислил дека е добро што експресниот пат за кој што владата на ВМРО ДПМН е обезбеди 76 милиони евра, Прилеп градско, е позитивно движење, кога тој стана најголемиот споменик во Република Македонија. А бе еден работник да се нема? Знаете во какви услови возиме до Прилеп? Секој ден патуваме, очите ми истекоја. Она е за Нобелова награда, не глупостите што ги правите вие. Да стасаш здрав и жив од Прилеп до Скопје секој ден е за Нобелова награда. Тоа се позитивните вибрации кои што вие сте ги чувствували. Во која сфера од општественото живење да зборуваме за позитивни вибрации? Еве во културата, например, така ми текна сега, затоа што пред еден месец беа долненските средби во Прилеп. Најстариот фестивал за инструментална музика. Од оваа влада, замислете, доби 5000 евра. Тоа не да е страмота, не да е негативна вибрација, тоа е бомба. 5000 евра за фестивалот во Долнење. Па 5000 евра троши таа блендираната кола за бензин, што ја купувате, месечно, во Студеничани. Кои се позитивните вибрации што ги почувствуваат, например, граѓаните на Прилеп? Овие од Еврокомпозит ништо не почувствуваат, тие пајче нема сатила. Стана имуни на лагите. Осет нема, вика, овие што не лажа, а вие ни кажувате позитивни вибрации. Еве какви вибрации со тенденција за криминал направивте вие. Мислам не вие, владата. 50 милиони евра, прв пат во историјата, оддели владата за да ги одборчева до половина македонските општини. И кој доби најголем бенефит од ова? Тие што умешно знаат да се договараат во 4 очи. И за волја на вистината, Прилеп беше најмалку задолжена општина во Република Македонија. За разлика од Охрид, Карпош, Тетово и Куманово. Овие 4 општини добија 25 милиони евра, половина од сите други општини за одборчување. На кој начин? Тоа допрва ќе се истражува. Ама ова за мене не е позитивна вибрација. Парите од моите сограѓани како даночни обврзници да ги даваме да се набавуваат блендирани возила и некој да ги бира марките, сакал Ауди, не сакал да вози Шкода, не е фер. Некој да биде 15 милиони евра задолжен да му дајте 5,5, некој 100.000 евра и 50. Ја не верувам дека има позитивни вибрации. Верувајте во ниту една сфера од општественото живење во Република Македонија. Еве ќе најдам некоја друга. Здравство. Која е позитивната вибрација, кажете вие? Искрено не знам. Клинички центар, подпишан договор, најдена локација, пенали плативме да се раскини договорот. Дали е позитивна вибрација специјалист во здравствен дом да зема 29.000 плати? Обичен доктор во здравствен дом, примарно здравство, да зема 22.000 денари плати. 8.000 денари помалку од тие ветени фамозни 500 евра. Ако е тоа позитивна вибрација, тогаш, значи, супер сте, добро тарате. Ама од тие ваши позитивни вибрации, докторите заминаја во странство. Не може ја повеќе да ги сечаваат вибрациите, вие шашма ги направите. Тоа е реалноста. Која е позитивната вибрација, например, кај студентите? Каде се сега пленумците, шарените функционери, шарените револуционери, да кажат зошто 0 денари се издвоили за изградба на студентски домови. Нивните родители верувале дека во првата година и пол од мандатот на Социјалдемократскиот сојуз во студентскиот дом Гоце Делчев ќе има. Ова програмата го пишува на тие што ве лажеа. Спортска сала, затворен базен, фитнес сала и кино. Позитивна вибрација сега знаете што е во студентскиот живот? Да се молиш да има вода и струја. Таа е позитивна вибрација. И затоа на крајот ќе завршам така како што почнав. Затоа ниту еден пратеник од Социјалдемократскиот сојуз не се пријави за збор. Ова не се брани. Овдека се предава
камиказа и оставка на сите. Благодарам. Благодарам. Реплика.